Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Добар ден, драги слушатели, како и секој ден и овој ден, добар ден. Вака порано, Радио Битола. Да. Најавува ја. Знам Никол Четрзиевски така најавуваше. Добро вечер на сите, редовни гледачи на ток-шоу Паљо. Ова, сега точно знам која е, значи не мора да го препрашвам Јовче Камермано, 16-та емисија поред ток-шоу Паљо на телевизија Тера Битола. Како прво и традиционално да ги поздравам сите гледачи на Битола, на Прилеп, на Ресен, на Кичево, Охрид и сегде кај што се гледа Тера телевизија. И најважното да не забораваме да ги поздравиме сите гледачи што не гледат заради различните временски зони на YouTube во Австралија, во Германија, во Шведска, во Евиот. Последен пат сега имав контакт таму на Facebook, ми пишат дека исто едно големо друштво во Америка, некој дека слабо е спомнувам Америка, да ги поздравиме сите во Америка македонци и битолчани што гледат ток-шоу Паљо. Вечерашната тема е многу интересна, значи една тема која опфаќа многу, значи теми за дискусии. Обимна, голема, значи се работи за моторите и моторчиството. Како што знаеме, Битола во многу работи има традиција, така да и во моторите има традиција, како што има во спортот, во културата, во филмот, во уметноста. И сега ќе се подсетиме, тука имаме еден гостен вечерава, кој можеме со него директно да зборуваме за како настанаја почетоците на дружењето со моторите, како се купеа првите мотори, тоа беше во Југославија и посиромашно, како се идеше до тие мотори, па беше тешко, па дури да имаше пари не можеше да го купиш. И многу работа. Али пошто ова е тема малце пообилна, значи мислам дека ќе има и уште една, али може уште две емисии за моторите и за моторџите, затоа што времето не ни дозвола да ги патиме сите работи што може да се зборуват на оваа тема. Добро вечер за гостинот Спасевски, Сашо Дзунзо. Добро вечер, Добро ми Паљо. дојде во емисијата. Баш ми е кеф што сум гостин кај тебе во емисијата. Морав да денес да отсуствувам и од работа. Што го рече, не идам Нема, јас. велам, не, барајте, готово. Ама ми рекоа мора да не поздравиш. Мора да си ги поздравам сите колеги од помошна механизација во РЕК, сите колеги. И ми рекоа, оди снима емисијата, нема проблем и така да... Ние ќе те покриваме. Да, ние ќе те покриеме, ти сам оди, прво поздрав и тоа. Ето така. Значи, сега да ја започнеме емисијата со многу одамна, пред 30 години, така некој прилика. Так. Кога тебе ти се јави прв пат желба за мотор? Ми се чини дека ти си еден од најмладите што има воопшто мотор. Да. И во денешно време не знам толку некој млад дали има мотор. Да, точно. А камоли тоа што беше научна фантастика. Да. Сега секој може да дојде до мотора, Точно, најве тоа што да не објасниш. Точно. Јас точно знам, ама да му објасниш на гледачите. Да. Значи на која годишна возраст прв пат ти се јави љубовта, на колку години го доби првиот мотор и колку беше тешко? За да дојдеш до мотор. Да. Точно, Паљо, така е, вистина. Јас искрено ти кажам, јас прво мотори апсолутно не иќи. Што е, мислам, чудно во оваа цела работа. Али бев едно такво друштво, морам сите да ги поздравам од Би2, ги знаеш тие тоа друштво, се беревме кај Отекс. Со Коче, со Коче, Цуцлата, Динко, Волко, сите да ги поздравам да некој Вие да не. бевте друштвото Отекс. Друштвото Отекс од Би2 се вика. Да. И имаа мотори, али во тоа време се возеа, ги знаеш ти оние... Отекс, објасни му ти не знаат кај беше на луѓето. Сегашен Отекс на е... Ќошо. Така, на Ќошо, кај што е сега овој кафиче. Famous. Точно така. Famous кафиче. И Ето и до бутико Фиори, како се вика. Фиори, да. Тоа беше Отекс. Тоа беше Отекс и знаеш ти, на тоа Ќошо. се беревме некој друштво беше тука, некој таму и така беше. И знаеш летниот период сите одевме на шеталиште, па гитари, па музики, па друштво едно друго. И некако сите со тие автоматични, немаше тоа скутери како сега, знаеш како беше.
Томос моторче. Томос моторче беше приказна да забере, ајде да кажам. тоа беше измислен. И трагедијата што беше барам да купам, нема нигде Томос моторче. Ми викат, тогаш имаше едно отворено на стоковна Автоматик беше, Автоматик. стросано за тоа време. измислен. Само кошница. Да, кочници на гаста туража и ништо. сами се мене брзо. Да. Барам да купам, нема. И му викат во Ресен име на стоковна ново отворена, вели има. Одам таму, нема. Леле, реков, шо да се прави но друго. Излезе као кец на десетка, Јанче од премиер, газдата. Имаше Сузуки Катана во тоа време, 550 кубици, мислам, тоа беше свемирски брод за, Така нешто за тоа време. полу со спорили, полу не така сека, напред имаше едно мало сребрен. Така, сребрен и го гледам, Со го црвени продава. букви Јас Сузуки пише? Со црвени букви, Ете, не се точно, сеќавам. се сеќаваш точно. И го гледав, го видов на железничката станица, го застанат беше, го гледам дворе со татко ми го продава. И му велам на татко ми, добро, реков, бараме моторче, нигде нема. Дај да прашаме овој човек, кој го продава, гледа. Прашавме колку шо и го зедов мотор. Го зедов мотор, са не знам мотор да возам, замисли се човек. Прв пат Колку мотор. години имаше? Имав 17-18 години, не цели го. Така И нешто. го зедов моторо, дома една недела моторо ми седи, моторо не го возам. Го викнав, велам, слушај, Јанче, дај му, велам, ела, кажи ми, бе, човек, како се вози моторо, немам возено толкав мотор. И на стариот пат, онај кај земјоделско, тоа беше стариот аеродром, и ајде, почнавме прва, втора пат на него дигитално имаше, покажуваше која брзина возише едно друго, и така почнав. И оташ си кладов една чилија со тие моторите, знаеш ти како беше. Има поубаво. И до ден денес, мислам, тоа нема нешто вадењето. Тоа е нешто што без мотор крај на програмата. Така беше тој почеток во тоа време. И после, кои луѓе после почеа да купат други мотори, па група да се види формира? како беше. Значи во Битола, Многу беа, да, мислам. во Битола, значи се возеле мотори од стално. Сега да не излези, јас сум поголем католик од папата, да речем Так. дека јас сум прв. Так. Значи, баш со Дори, некви седнавме, правевме муавет, и ги запишав некои луѓе, морам сега да се изваме Мора да ги запишиш не е едно ливче, што морам да ги прочитам, некој може да има Ова и стварно е промашено. историја. Значи, мотори почнале да возат од времето јас пред нас, пред да возат, почнале да возат Дори, Буковски мост, тама, ако не знам. Тони Германчето, Џаџи имаше, Чупата, па Мичо Сачијата беше, ти ги знаеш сите, Ленката, Коче Гејчето возеше, Џо од Брусник, Очо од Буково, Коче другар ми од Би2 исто возеше, Чука Лејане, тие беа, значи тоа време возеа, се Основачи. возеа чезетки, јави, па Јава после мензина 350 излезома со два успуци. па Многу после бешува. мензината излегоа, ти од Кравар имаше доста луѓе што на Со седоја. амортизер како со гума е на ова километражи ли го кој се на гума. Точно така. го Значи памтам. тие беа тие мотори што се возеле во Зелени тоа беа. време. А мотори кои стварно беа мотори добри, јапонски мотори од Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, почна негде да се возат Генерација показ. 80-тите години. Значи 80-тите години прв што донесе, значи званично мислам, мотор добар убав, тоа беше, мора да го спомнам, Качунка беше. Да. Тоа што видовме, се така, чудев. видовме, тоа беше Suzuki Katana 750 кубици, тој беше во првите што донесе. Никогаш нема да заборам, тимоно се вртеше, фаро не. Така, имаше спојлер со фаром напред, тимоно се врти, Фаро не. научна фантастика, знаеш ти Се како беше. чудевме сите. Звук. Гледавме, не можевме се да начудиме. Тогаш не беше филм, уште полудели Макс снимен. Точно. 84-та се сними. Така, така. И после тоа, од кога зеде тој, настане револуција една. Сега морам да ја прочитам, да се сетам точно. Значи, Качунка беше во првите, после морам да го спомнам Баже, кој е во Америка, сега го знаеш ти. Баже познат ке луѓето, беше пејач во Гром, во Лута Гром, Вишна, Лута Вишна. Мадригали, мислам дека Да, беше. многу добар глас. Тој беше, значи, Универзален човек човек. изгорен за мотор. Тој беше, живееше за мотор. Тој беше втор што зеде тоа Сузуки, после што ги имав јас, па после него беше зедов јас, па Льоте морам да го спомнам исто кој е во Австралија. Honda Бела имаше. Honda Бела, мислам, која донесе Льоте 1000 кубици Honda, Да се вртиме сите, да ја 280 гледаме, графирана. лиги да ни течат. Одевме секој ден да гледаме, се Со чудевме дали успуците наредени од позади. дали е можно да постои ваков мотор. Значи, тоа беше нешто стварно револуција во моторите.
Тие бевме тие и морам да го спомнам и Сашо и Тинки со брат му и Да. тие имаја Кавасаки 750. И добро возеше тој, Сашо многу добро возеше. Тие беа што ги зедовме првите мотори, значи. Посем тоа, После избегува. посем се вклучија, еве ги имам и тие запишано, што многу луѓе кога му кажав дека емисијата ќе биде за мотори, ми рекоа мора да ги кажеш. Мора се кажат, не може. Така, Историја е ова. Така, значи после беа Владе Мено, кој ни Владе беше Мено од другар Австралија, во да. Австралија, мора да го поздравиме. Поздрав до Владе Мено. Кумито, кој Кумито ми е со Кавасакито. Да, мислам Со Кумито него беше. Бугарија на одмор бевме со моторот негов. Тачно, бевте 1000 Бугарија, километри, 20. точно, Кумито, Моцо, кој е исто во Австралија, мораме Моцо, да го поздравиме. Да. После беше Коледа Лаверата, па Рибаро заедно купија исти Ямахи, не знам Да. се сеќаваш сигурно Коледа ти во Лаверата тоа кој време. купи Ямахата и Рибаро. Така. После беше Пеце, кој е се во Нови Зеланд, исто го знаеш и Да, него, имаше да, на како не? Ямаха. Па Зочи, мојот мотор му го продав него во Шведска. После Зоче кој- го зее тој Шведска, Точно. на менде Чучуко другар му. Па беше ти, исто морам тебе да Да, те кажем, после имаше купи Сузуки, Сузукито. GSX-R, Швабата, кој мора да го спомнам вчера ми напиша, Да. мили мора да Да ме го спомните, поздравиме да го Швабата поздравиме во Швабата. Австралија. Така, знаеш ти каков успомен има јас, ти и Швабата кои бевме од Охрид. Вечерта. Ете, така. Ако не можеме семе до Не 6 можеме сабајле. до 6 сата сабајле. Бевме 26 мотори, Така, ојдене, така. и сега тргнуваме после диско да си одиме. Ама после 26 души влегва диско, фати овој женска да го почекаме да сврши Никако работа. не можевме да се Фати собериме. другиот, запали моторите, чекаме да почекаме. Едно време 6 сабајле дојде. 6 сабајле А Швабата има атракција беше ти возеше чопе, Да. вака и косата долга и со реси джакет. со реси, точно. И се сеќаваш на бензинска во Ресе, кога застанавме се стоплиме. Готово, замрзнавме. Замрзнавме од студ. Замрзна. Така Ти не беше. ќе заспиеше на моторено време? Да, ќе заспие во возен Беам кој почела беше. шанташ кога ти додов до тебе шопне. Не можевме да одиме од два еве. После ми исто беа Спиро, Чуклески Спиро, го знаеш со пералната. Пиро Г. Димсата, да, Спиро Г, Димсата. Осем Драги Зочи Рамбо мора да ги Да, кажем и Драги тие беа. Зочето. Грофо исто Грофо беше. зеде, Грофо добро возеше. Грофо Ямаха, супер, 1000. да. После Коче беше другар ми, Да. и тој имаше. Борот Пейтон имаше Борот исто Пейтон мотор, имаше имаше мотор. на Хонда исто. Да. Па Антоно кој е во Америка. Па беше Гањо исто кој е во Гањо. Австралија, мораме да го поздравиме. Гања Маха Роберт, имаше и тој една голема. Точно, со него бевме еднаш во Охрид, останавме И тогаш за еден ден, останавме 25 10 дена. И тогаш кога се чудевме. Да. 25 души беше на капење за еден ден, останавме колку? 15 дена. Ништо, 10-15 дена, ојме за еден 10-15 ден. дена, ела кај мене ќе спиете. Ела, кај мене. Во мојот ресторан каснете, ваму каснете, Точно, а лишта точно. истите пери ги клава ги. Да, бе, исти тали, знаеш како се дешава. Гајно, после имаше еден Роберт од Австралија. Извини што ќе те прекинам, запамти си доколку до Добро. Роберт стигнавме. Време е за клипчето и се враќаме за брзо назад во ток шоу Пајо. Еве. Ојме малце за Скопје на трките, овај киди, онај киди, никој не дојде, само најхрабрите. Овие од полудели Максеве ги. Драги Рамо, пелистерка си пие. Еве ги моторшината. Најгрдите ги одбравме за денес од Покетерала. Чедом да мучам, оти ќе ме остат овие по пат. Стар К, вода не држи. Ево одиме да мочаме. Пак ќе се јавиме во живо. Еве се враќаме после клипчето, стигнавме до да ќе ги набројуваме Да, да ги- моторџите, да ги до- Алау да ти е колку труд имаш вложено за да се сетиш на сите овие, да дена мислиш. седнав да ги пишам, да ги запишам и сигурно некој имам забораено. Ама ќе ми извинам, сега тоа е тоа, не можеш Така. да се сетиш, што има палео сигурно па 30 години Да, скоро. да го помина. спомниме, Бог да го прости од Елтиди Да, да, секако Тони ги имам Пошто цел запишано. живот го помина на мотор, Тони да. жалосно кутрио, Жалосно, баш Бог ми да го е прости. многу креп Бог да го прости Да. и тој беше еден од нив. После беше АЦ Лимон. АЦ АЦ Лимон, Лимон исто да. е во Австралија. Значи имаме во Австралија со една жолта Хонда беше. имаше Хонда, да, Хонда. Жолта некоја, да, се сеќам. Па Лазе Кумината, и тој Лазе, имаше да. една повреда, знаеш која памна Пред и тој гимназија имаше на пред големиот одмор, гимназијата, тука да, многу да. луѓе се повредват на да, големиот да. одмор. Илјорната Знаеш тоа гимназија женски врвеа тука и излеглат кутрите Так. со мини со ова со и Исто- мотор. Опака!
Да, Игор. Ко сјак. Точно. Тоа е са што направи. Игор од Рашче користо после Игор да возеше едно ендуро, Honda Tenere, така беше нешто. Да, Honda Tenere. Honda Tenere, ендуро и со тоа ше Honda возеше. Африка Twin мислам дека. Африка Твин, со на пеачка додеше едностоп ја возеше ко седи кај сај пееше на плава со кратка коса. Полубеврања како македонка Да, шуета. Тијана Рапчевиќ. Тијана Рапчевиќ. Да. Само Игор е женет од Рачего. Да. Што има врска во порано се случваше. И Андре Су мора да поздрави од него и тој возеше мотор. Сега има BMW. Да. Иначе Игор Рачего во иста клупа со мене седеше заедно уче, можете да замислиш да се случваше во класо. Да. Сега за Андре е интересна приказна. Сите го викаат Андре Сувио, никој не го памти кој беше Сув. Да, сега е волен за Сега е дека пицерија, онај, јади, од зајрето и се поправи. А иначе Сув, немам видено постап човек, како го вика? Андре едно време футрола за коски му знае. Футрола за коски, да. Само рамеја да му стрча вака. Се на кожно настрана вака се закопчуваше. Имаше Знам дека јас во Јавор бев магазинер во кујната, тој работеше кај теписите горе во Јавор и продаваше теписи. Бев еднаш на кино во Трудбеник. Ко се појави на кино, глата скинат и исушен, иска кој Андре од Рео пицерија. И звони телефоно и те го крева телефоно и еден од бајро од ѓупците. Ало, Андре од кај теписите. се сеќавам нова Андре од теписите. Андре од кај теписите. Да. Да поздравим, ама сега има убав мотор. Сега има многу убав мотор BMW 1200 кубици. Значи моста на живијата пак. Да. Прето Сузуки имаше многу убаво. Да, точно, сега има BMW. Сега се зеде BMW и сега пак се приклучи вози со нас. Точно, да. Иди по моторијади се. Да. И други кој беа во списокот? Па тие беа од Битола во тоа време, така беа. Тие сега знаеш ти како беше, имавме дружби со многу што се дружевме од други градови. Прилеп, Кичево, така, значи еве и Скопјани. Да, еве морам да ги спомнам од Прилеп. Помни ги да си од Прилеп. Прилеп најбеги соработват. Со нив бевме, значи одевме нонстоп. И сега се бериме група со Прилепчани. И сега морам да го луѓе за спомнам. возење. И ден денес значи сме пријатели останати. Поздрав до Прилепчани, морам Соле да си го поздравам. Тој ми е мусум него девер. Беше Соле, после беше Јосе, па Гоце од Камел, па Пачата, Драган беше Каса по исто, тие бе од Прилеп. После од Кичево беше Диме Фацата, се сеќаваш исто и на него, и Сашо бе од Кичево, од Охрид беше Джепаро со спойлеро. Па Джепаро, точно, па беше Бузата, чекај од кој, Венко се сеќаваш и држеше дискотека, тие бе од Охрид и морам да го поздравам Диме Гајдат од Демирхисар беше и од Дресен. Имаше многу мотор имаше. Да. Мојо мотор. Не, Сузукито мојо беше. Кој беше Демирхисар плав мотор? Неколку мотори сврти, неколку газди дојде кај него беше. Плав металик од Демирхисар, кој имаше мотор? Па посем Љупче имаш. Љупче еден свиреше. И тој имаше. А еден од Австралија со зелен Кавасаки со косиче виткано, кој беше тој? Од Австралија имаше еден Роберт. Да, Роберт беше. Знам кој возевме ние, тој ни се приклучи. Палио, знаеш ти, знаеш колку ги има, сите претежно заминеа која. Повеќето се во Австралија, да ти кажам право, и Америка има, и Шведска. Тука сме помалци што сме останати од тоа време што возевме. И таму може дека и потопло време поќе одговара и за мотори возење. И исто и беше и од Дресен, морам Бог да го прости, ми е многу криво. Човек кој беше заљубен во мотори, значи чудо нешто, Тине. Дечкото беше, значи, не можеше да диши без мотори, жалосно почина, загина во една сообраќајка, морам да го спомнам и него. Да, не, со кола загинеа. Значи, и Бачкаро да го спомниме. Бачкаро исто, и тој Бог да го прости, загина исто. Тој беше феноменално дете напред со времето, тоа време немавме мајстори, тој ги правеше мотори. Тој не ги одржваше, знаеш. Како знаеше да ја отвори машината, да ја направи, а немаше од кај да учи само. Да, точно така. Значи Бог да го прости, јас и Канада многу го си поминав со него, тој Канада загина во сообраќајка. Да, точно така. Тогаш и многу си поминавме, ми велеше не се враќај, јас ќе ти оставам мојата кола, купите понтијак, нов се дружевме нонстоп без Знам. Значи добри луѓе, ама тоа е Тоа е судбина била така и тоа е. Иначе ти викам, баше ли беше Бачкаро, еден човек што моторите, а нешто се дешаваше, одевме кај него. За се го бидваше, така пришол, граден убо со граден да вежбаше. Плави очи, симпатичен, скијаше многу убо. Скијаше исто, да, и мислам дека во Канада и таму и нешто. Да, и таму скијаше. Скијаше.
Ама тоа е животот. Тоа е, не можеш тоа да е знаеш. точно, така. Значи голема традиција битола има за мотори. Да, секако, И мотори. сега тогаш беше некако поќе луѓе се беревме 25 мотори са битола само да собериш, многу е тешко. Еве се пробваме ние. Му се јавуваме на сите, ај ќе возиме ваму, ај ќе возиме таму, ќе дојдат до 2 и 3, 4, 5 души максимум. А има сигурно 30 мотори во битола да ги Да, знаеш. има може и појки. Може има и појки. Да. И убаво е да се собериш. И на пример убаво е и Грција да се вози, пак по овој патишта имат поасфалтирани, Точно. значи убаво е зелени картони ги терам. Знаеш што направив јас? Секој сум организатор да се бериме. Сите организации Сите ќе се собериме и кој нема возачки ќе положите. Точно е. Што ние ќе се плашиме, сега да не запита полиција. Дали ето и дали се сеќаваш, немаше полагање, дали се сеќаваш тогаш, не тере одевме во Кавадарц. Немаше, не знаеме мотори. Немаше за категорија полагање, немаше. не тере одевме во Кавадарци да полагаме. И сите ги собрав, ги натерав, Да, исположив да можеме. Да, точно. Исположивме сите да можеме да возиме рај. Иницијатор беше ти за полагањето, За точно. берење кој дојдов со еден комбинизон Сузуки Да. со закопчување целиот кожен. Па Пало, дали памтиш ти бе, немаше од кај да купиме бе. Ништо не може. Јас се сеќавам со Моцо да го поздравам што е во Австралија. Во Струмица заминавме двата, да најдеме на оделена јакна кожна, да и не се сеќавам беше. Во едни бавчи го баравме човекот, ни викат, во табав чај, пиперки, сади, не знам што да најдеме Му ја човек. пуште некој странство. Да, бе, нашол некоја јакна ја продава, ја најдовме во оглас се продаваш. Значи немаш и да сакаш Не да може. купиш, не можешме да најдеме ни кацига, ни јакна, ни појаси на ракици, тешко беше за да се снабдиме со тие работи. Ама мислам Ама љубовта, би дал да се вратат тие време. Ау, мислам, тоа е... Време е за второ клипче Да, и се враќаме назад после клипчаки со. да, после клипчаки. Да видам да ви снима. Кај си ви? ме позна. Арен си, снима, добро. Еве те познав. Што има ново, Арен? Еве, каме се спрема. Ова ќе има табли. Имам предкртено со црвено Еве се враќаме после клипчето да се дозавршат мислата, че се би дал да се вратат тие време. Кој сака нека ми кажува, живеевме во земја Југославија од 24 милиони луѓе. Значи пасошо каква виза можевме да одиме кај сакаме. Денес тешко му на некој да замисли до прилив, дори ние тогаш седиме пред театар и велиме ајде ме Београд, трнуваме ме Београд, мојта во 3 сата. Да. Значи за Италија да не зборам еднаш недавно, некојаш и на 10 дена одев за да залишта купање за да се дотерваме. Компјутерите не беа толку развиени како сега, се беше во живо. 30 души се дружиме нонстоп интензивно, влегам кај тебе дома, ти кај мене дома, да јас пијам кај тебе, ти кај Абе, мене. нон-стоп беше дружење. Се измешано. Бевме кој на фамилија сите Да. функциониравме, баш Значи така. многу бе времење, мислам, и тоа ќе ми остане во сеќавање за цел живот. Сега малце да спомниме за колку тешко сидеше тоа време до мотор. Ти, например, сега секој може. Мислам дека тие од секогаш како малку ќе гледав човек што вози мотор ми беше како нешто специјално, посебно. Да. И си велев, знаеш ти, јас сум сиромашно растен, ти баш и кажуваш тие изјави за мене дека велиш дека сум на Господетето. Да, ти Пак вие бевте богати деца, јас бев Ти сиромашно. се што ќе умеше нешто ова да го стварам и секојаш ти веле, Узни. Палјо, ти имаш звезда и ќе се оствариш. Узно е како, имало, немало пари од Нема, луѓе. ќе Господ ќе дојдеш и ќе ти створи. Ето така. Тоа беше нешто чудо. Не, јас се чудам и, например, кола која ќе имам, јас и ти ќе ми речеше. Да. Само земи мисли дека ќе имаш. Земи мисли и ќе имаш. купиш. Се сеќавам Opel Manta имаше, леле, кога ќе имам јас вак. Да. Ти веле, Палјо, смири се ќе видиш ќе имаш за мотор За исто. моторот кога гледа вас со моторите, леле, јас која ќе имам мотор. Да. А замисли во вежбалната во кај тебе во подкровје. Натава. Вежбав ми велеше 3 стално. метра на 3 метра. Сон му беше леле, кога некојаш ќе имам замисли некоја вежбална да имам да се собериме во вежбална. Голема нека. А сега гледај што имаше. Да. Чудо Значи, мислам. Нема, тоа беше фалам на Господ за тие работи, нема. Точно така. Секоја идеја твоја се остварваше. Сега гледај тоа што рече за И само кога ќе гледав моторџите си велев море како посебна сорта се како друга планета. Многу ми изгледаше типски, дури оние старите филмови ќе гледав во времето
во Втората светска војна, кожна јакна, ако сталински мотор, Да, например, да, во времето да. Марлон Брандо што возеше тој, Точно. како се викаше, бунтовник без причина со Джеймс Дин, Да. тие моторите, пак изгледаше нешто, Пак нешто изгледаше. нешто ми изгледаше супериорно, нешто што јас мора имаш да имам мотор, Да, видиш како да. ми и никош не се најдел, имам и сега имам. И сега го имаш, точно така. Значи, гледај, сега во ова време, палё, мислам е далеку полесно да имаш мотор. Мислам, условите се сега скроз други. Во тоа време, значи, да имаш и пари, знаеш ти како беше, тешко да додиш до мотор беше веќе. Многу тешко. Значи, И со пари беше тешко. И со пари едно, значи, да ги имаш пари. Документи. Документи, не знам дали се сеќаваш, требаше да има некој од странство што е дојде, Потврда. па да има потврда. За увоз? Така, па таа потврда се сеќавам по 2000, 2500 марки во тоа време да му ја платиш. Старто му се плаќаше. Да му ја платиш за да земи на негово име. Па плюс тоа после ми измислија, па чекај, треба да има и А категорија положено Па за се да има. погоди ти што најде потврда, тој нема ша категорија. Јас Тој имаше стариот. еден 70 Па ти го годишен носеше чој. да полага за возач. Во однесов да полага возачка на 70 години. Ајде, тоа ми дозволи. Не молам, ја нека положи за Дај, мотор, реков, вама земање. човек, они на мотор се качил, ни поима има. За мене. Да, и со таа негова потврда, ај уплатив пари преку банка во Австрија, па оттаму зедов мотор, па чекање, 2 пати одов за Австрија, па мислам, филм да се снима, филм. И после го зеде тој, мисле че ни Да, после зедов беше тој, мислам дека не во Битола или во Македонија, мислам дека во Југославија беше немаше. прв. Кавасаки GPZ 900R, тогаш беше снимен филмот Топ Ган со Том Круз. И тој мотор го возеше. Да, Том Круз. тој мотор го зедов, мислам тој беше дека прв Југославија го зедов. Во Прв тоа време, Југославија беше. Јас знам. да, бевме во Австрија, го чекавме, па ојдовме велат не уште дојде, не е тој мотор уште пристигнат, само што излезе, па по 2-3 недели ојдов го зедов, мислам, приказки за беа тие не виде. Знаеш ти како се одвиваа сите тие И работи. затоа тогаш кога ќе видеа некој со мотор се чудеа, мислеа како од Марс да е паднат. Па вервај, мислам, Кога бевме Бугарија со кумито легнувајќи, Да. прстово успухо гледа. нешто не поамливо. Не паркираш мотор броиш до 10 се врти женска качена. Да, точно така. Добро, тоа ще помнат со косаве. Да, со коса беше точно. Ама си фаќаме. Да, и сега, точно. Само с тоа време, мислам, сега нема нешто да споредиш што би можело да има толку да изинтригира луѓето да видат Како нешто. мотор. Како мотор. Мислам, сега и што да имаш, и не знам каков мотор, и не знам каква кола да имаш, не е интересно, ти веќе е се видено. Во тоа време да имаш, тоа беше нешто, мислам, Ја знам, го зедов на кумито мотор во Бугарија и го возев, може окренав 180, не знам, на стопатот, изборам за 89-та, негде, 88. така беше, да. И гледам на телевизор, полицаец бугарски се мачи, не знам што беше, да не Ти бенвињата мислиш, стари те едни. прка тој да те застани, Тој вози, реков, море да не направи некој прекршок и заставнам успором за да ме достигни. Да. И заставнам и после ми текна, леле, кацига, не носам сега, ќе ме казни и заставна тој. И јас ставам да зборнам нешто, паркирај се да го видам, моторот. Жити очи. Да, од ти полицајците што возат мотори. Нема ти, Јас педелбе, ти мотор ќе возиш, тие бараја, ме ракли шо беа. Да, И тоа. значи тој ме раклија, да го гледа пола сат, жешкото Не печи, може да тој се во кожата донагледа. се вари, го гледа моторот. Не може да се тој нагледа. Знам, чудо беше, Чудо чудо беше за тоа тоа време, да, точно така. И сега, знам имаше случаи, значи покрај тоа што бевме тоаш без 5 мотори за еден ден за капење што останавме 15 дена и што самите не знаеме како останавме. Так. Дали се сеќаваш на случаја дека навечер, например, се собередавме 20 мотори обовезно и по бензински седевме, сокчина си пиевме, со женски, тоа што гледа на филмоите ние тоа си оправевме. А за тоа време беше уште поголемо, пошто тоа време кој можеше да си дозволи така. И сега којдовме на мост онде, тоа беше престо направената петљана. Да, морам да кажам, значи со тебе дали се сеќаваш, секое гледање, бабето ни беше со рецитирање. Со рецитирање И зборувам. денес не знам че. Почнувавме со палето, 1, 2, 3, где си био синоч ти? 1, 2, па био сам ту ја. Така да ама Био сам у граду ја, граду два. ја. И се сеќавам, кај ти текна една идеја како Наредени сега. моторите горе на мост. Да, онај мост тој Горе ги редевме и под нас врвеа Да, кај масалко колите, што се камиони кај тој ше масалко. надвожњак. Таму ги паркиравме
застанваме и палето се качва како сега горе и ние долу, буквално исто ко Струшки вечери на поезија. И вика, уште памтаме, мостови, и под мостов мост, и над мостов мост. Јајте и пите луѓе, до Рима народ прост, од јојдовме скроз. Реков ова крајна брат. Кај ти текна реков ова, паднавме си да сме. Секундата, секундарно. И од тогаш нон-стоп со тие ритами Рима. Да. И по бензински, ама таму стално бевме, таму викавме, пеевме. Нон-стоп. Знаме на случка, кога бевме, над 20 души бевме, едно време ви велам, сите туркајте ги, фармерките, вртете се со газојде да ке патат. Тој камионов, ко почна шанта, вака. Не му е јасно што се деша. Наредени голи сечени, вака. Шанта си вели, шо е ова? Жалосно што немавме тоа време сега телефони како сега да Како снимам. сега да имавме телефони. Тоа беше, мислам, клипој, тоа ќе беше приказка за себе. Тоа ќе беше да се Да, чудеа сите. и со рецитирањето дали памтиш, ко почна ти Саше, една ми ја рецитираше стално, а јас ко ти реков, Зоки, дали памтиш, кој јадеше смоки, која читаше Зоки Поки, ми се јави на Токи Воки. И ми рече, вртам со чоки, со другар Миноки, ќе вежбаме короки. Леле, ден, сега има тоаш 30 години ја памтам. Значи, од тогаш ми останаа со тебе. И само со рецитирање зборувавме. Исто мислиш, човек, овие кона Струшки вечери на поезијата додаа. Цело време. Нон-стоп со некои да се такви рецитира. циркузиревме, да, точно. Така. То. Ле, ме врати назад 30 години. А сега ти велев за емисијата, кој ти направив пак нова песна, Саше, само ако не дош во шоуто наше. Тешко тебе ќе види. Ќе те носам кај Ќе те Таше. носам кај Таше на преглед. И ќе те потечам од јадење граше. Граше. Ле, точно така, да. Знам за после тие случаи имаше и многу други случаи, Крани кодевме, Претор кодевме. Крани, палео, мислам. Клипчаки и се враќаме со Може. Крани Со слаки. крани се враќа. Да. Оти крано ќе ги откорни. Точно така. Еве на стража, овие се тие мекиците од стража што ги рекламира току на Метрополис радио. Еве можеш да снимаш моц. Меките од стража ќе кркаме сега. Да не заборавам вака гледачите ако му е чудно што сум црвен како рингла на шеска судато. Ами јас црвен сум. Оти бев на солариум и затоа и ваква мајца си клавав за... Да, јас си клавав ФФ, ама пошто се актуелно е светското, мора. Па морам од се фудбал бев случаен како таксист, тука сам морам солариум да се израмнил. Да, точно. А сега 1, 2, 3, кад си био у Крани ти? О, 1, 2, био сам с тобом ја. Не си вака се. Крани беше песочна плажа, тоа време немавме. Крани- Истоку на море беше. Крани ми беше во тоа време 2 пати на ден одење. 2 пати на ден. Ден одевме обавезно на плажа, ноќе се враќавме За обавезно в диско. Во диското се викаше Корали, не? Диското, не знам неколку име Бони имаше. Топ. Бони Топ, ама имаше неколку имиња снимено. Алга беше во Струга. Го држа Славе неколку. Келешовски. Така е. Па Славе после Келешовски Бодо Прости кој ќе Јаце наруваше сенатор песна. го држеше и тој. Она е Crazy People и тој Crazy ќе нападеше музика. Славе. Crazy Славе. Точно така. Поздрави до Славе Келешовски. Да, и Славе. Во Струга, легендарен диџеј. Точно така. Со косата долга, речеше како Радомир Михайлович Точакове од Точно. групата. Значи, Крани морам да спомнам, таму беа најубавите работи ни се случуваја Крани, станвавме, се беревме обавезно, знаеш ти. Со шатори, со... Одевме цел ден на плажа, значи поминвавме лунница, се враќавме, идевме дома, јас не знам па и зошто не останвавме.
Поќе ни беше за возење, не рекам нешто. Кој има сега стандард дој 2 пати дено. Не само то, него и кеф не беше да се возиме поќе. Да се возиме за ко сега. Оти јас неав до одбор во Грција со спиење. Да. Ќе преспиаме на вечери пак со мотор да пак го назад. возам. Значи одевме Крани крани. за крани имам 2 случки, кажи прво ти. Ле, после случки ќе кажам имаме јас. книга да пишеме. Ја 1 2, прво кажи ти 3. Значи одевме крани, дење на капење и се враќавме вечерта, спремни стално и одевме в диско, моторите пред диско паркирани. И после диското, дали се сеќаваш, секогаш одевме во Хациенда, мислам Во се Хациенда. викаше, кафичо, Кафичо бујаше до касно што работеше. Тој беше до Сабајле. Сабајле. Таму седевме, мислам, до Сабајле и мораме на случка да ја спомнам, не знам дали беше ти, чупата беше, морам да ја спомнам, одиме на вечер, имаше чупата на кацига, од сегде му дуваше, го збудали по патот. Се изнервира човек која вади кацигата пред кафич, која фрли во тие бавчите таму, вели, ме мрнуваме, човек, немам да возам пој. Седиме во кафичо и иде еден стар човек, абе деца, да не сака некој кацига ми јам за продавање. И чупата, абе јас имам, вели, мене би треба. Ја вади негова. Абе, кај ја најде ова, вели, наклоци ушенда шефрли. То беше, мислам, чупата мора да познам, то беше Ремек Делој. Кај ја најде? Јас сакам да купам мене ви Оја да, вели, јас барам неговата му е вади. вадење неговата, која виде коса да му се ке. Наклоца и ушенда жбавчи. Леле, то беше хаос. Е са вага со случките се со Драги Рамбо, пошто тој имаше 17 години кога почнавме се дружиме. Има едно Так. кадетче, Да, нема толку зеленото. пари. Да, зеленото нема толку пари ко сега. Так. А јас има фичо и сега влеговме четворица во фичото, тој брат му, јас и уште еден. Так, Вози то фичото на време на горницата, невој, поќе почеа чади, отворам назад капако, кој што се клаваше на фичата, стап Стапче, она за да да се не- лади моторо. И едно време тој гледа тропа нешто во колата натре некој железа. Шо е бе овако, гледа тегој. Абе и уште тегој зедеме ние четворица магариња натре. Тој со тегојте наплашал. Кај кео и фичото го истуркавме на горницата, замисли не, во не. оние српските филмови, Да, исто. кото тамо пева. Кото. Истуркавме на горницата и во трчањето уште малце немаше да влезам јас. Уште малце. Ке ми заминеше, абре, дебре се пикна фија и се истурка и Надолу и да се лади надолу. надолу и стигнавме до крани на капање. И сега дали памтиш, го сместивме извини? се ово да довршиме, го Так. сместивме шаторо се. И на време врват дено ни свршија парите за ние немаме пари. Појќе мртви, главни, знаеш тоа како беше? Точно. Само коса и стомачни имавме. Стапој со коса. Ништо друго. Еднаш ако ја шарна го не иđe. Да. И едно време издевам јас надвор пред шаторот, сите од на капење на плажа, јас не ми се одеше тој ден. И гледам каршија во другиот шатор, една тава со орис со пилешка, толка остаена вака седи. Леле. И наоколу никој нема. И едно време Сеќав. чапање ја ставата, пикање во шаторо и го затворив шаторо плюс 35 него кубеше, јас се потам натре и чутам, само не јадам. Тоа време знаеш другарството. Знам. Дуне за другарите. Чекаш нема. да дојдат другите. Иди драги влегва, брат му влегва, бале влегва попо. Так. Влегва сите во шаторо и јас пак го затвора патентот. И гледај, шо певаме, моле, ки се сварим овде. Чути, Се и да касним. го спреми јадење. И седнува и почува да јадат, никој не прашува од кај шо е едно време. Тора бе. Од ке го не ли бе туа? И едно време во далечината се слуша. Абе кај тавата со пилешка? И драги брек. Ајде да ришки. Чути си. Знам, мале, тоа беше многу јак. Леле, значи, затоа беше интересно, се една преживување беше на снаоѓање. Да, тоа беше една... И дали памтиш, тој е еден од Прилеп, кој седна една до нас, една од Србија беше, ти тогаш имаше кампои од Србија од сегде во Крани. Сегде идеја. Седната тетовирана на газо на 2 места, 2 срци. И овај кај му текна на тој од Прилеп, вели, мори сестро, да имаш уште едно срце, знаеш како Раденска че беше во газо? И таму вели, шо море да не ме пиеше? Немаш да те пијам, ама че ти клаев тапа да не се злуфтираш. Леле, тоа беше... Не можеме на нас да се паднав од смех. Тоа беше хаос. Да. Как Сега си на песна и за Таше, мора и ти да дојдеш во шоуто во наше. шоуто наше. Точно така. Знам, значи милион случаи имаше. Пак рани,
Па претор Па рачуне го краниве, па луѓе од Охрид. Охрид беше никој бе. Охрид беше, мислам, во тоа време беше далеку спремен. Водата Крани беше беше чиста, песочна најоплено плажа. место беше, да. Знам, позиравме, леле со Сони ми текне на случка во Крани и така спомнавме. Сони беше многу талентиран тогаш. Да, Набилдан, така од мајка Дајана Дарба се, поздрав до Сони Манчевски. Ти беше шампион на Југославија. Па и тој сега не е моторџија. И тој е моторџија, леле како се поводи. Мора да си Поздрав остане. до Сони Манчевски, Да, сај носи и шарпа тој, Да. како Hells Angels. Да. И тој оди по моторијади. Значи беше шампион јуниор на Југославија Сони Иванчевски, Точно. а второ место беше Жарко Срдич. Тоа беше огромен успех за тоа време за Македонија, за Битола, а јас знам бев во средна категорија и бев петти во Југославија, на дипломата онде. Точно, се Кога сеќам. Фикрет Хоџич беше прв, а тој светски првак беше. Светски, точно. Значи доживли невиден. И сега седиме на плажа и му одам на Сони, знаеш што разбрав? Шо, дека простом полу фаќа сонце. Знаеш што време, му кажеш на некој нешто, И одма го прифати. мене ми каже, јас го прифатив, јас него, па го тоа зна и сејме двата простом, вака 2 сати нозе да ни падне на барем стража. И сејме вака иде едно дете, 10 години беше. Не знам случај. И застанал пред нас и не гледа вака мене, го гледа Сони, ме гледа мене ме отпишва, поќе не ме гледа, го гледа Сони. Дечко, ти сега ако почиш со тега и да вежбаш, знаеш колкав ќе се направиш? Сони го што заеше. Ако дифтераме на Како сега се сеќам и на го почна да се нервира, да можеше да застане. Ле. А овој што се нервираш, јас треба поќе се нервирам. Оти, Мене ме ме отпиша, отпиша. ништо не ми Да. рече. Мене не ми не гладе во конкуренција. Точно, абе тоа беше многу јако. Многу јако беше. Да. Точно. А имаше и Охрид, знам, кога влеговме во една кафана, 25 души, јади, пи, кој праша ти? Кој ќе плати овде? Кој ќе плати, ми реков, добро, јадиме, пиеме, добро бе реков, никој пари немавме, поминавме, одовме за еден Немаше, ден, завршија пари. останавме 10 дена веќе. Добро бе реков, чекај, имате некои пари оде? Кој плати, шо плати, вервај, ден денес, и кога да се прашаме меѓу себе, никој не знаеме кој плати човек. Јадевме кокошки, се сеќам, може 2 ражени кокошки му зедовме ние што се вртеа. Шо не седеше, пие, појма немам, дали некој частеше или тој газдата, појма немам како седеше. Знам, 78 година ми се чини прв пат го викнав Крико на Тарзан во градиште. Значи 78 година одек на Крико на Тарзан во градиште, јас прв го викнав. И после кладов танга прв пат 91-а, кога се чудеа охриѓани сите, кога се чудеа шо е работа. Жолта една, фосфорна. Жолта, фосфорна, шо е работата, зошто овака? Шо е И работа? прашва да од битова врвта некој едно друго и врвта му вели, ова дете е наше, никој не смее да очепни. Ни шо е работата, никако е. Шо е ни, шо е сака никако ги си е. прави. Точно. И сега едно време на Велчо Кузмановски Сигму да го поздравиме во Лондон, Да. сега е заедно со женската, таму работат и живеат. Така. Значи тој ми кажа, јас не знаев дека е тоа дете. Велчо Кузмановски го знаеш што дуќаните. Така, Велчо, како не? И тој толкав мал, татко му го носи за рака и му вели на татко му, тато, шо му се било вака купачите во газо напикани бе тато? Му вели, тоа бе ти оди таму. Абе тато види купачите. Тоа време ти Тоа време големите беа се нешто чудеа. чудо, И ми вели тоа детето му ми вели сега јас бев тој помисли. Јас бев тој човек со купачите. Точно така. Еве време е за Клипчакис Клипчакис. и се враќаме назад со Случкакис. Yes. Ги одморваме кичмите сите легнати овде. Шиво си пеат ти сите кузне, не знам која црква е ова, ма близко до Господ сме здраво, Господи. Малце дошт не потфате. Дошт не фати, газојте ни ги изводена. Еве са си лежиме од која манавме мекицата на стража, патешествие невидени направивме. Како ќе заборавев? Поздрав до Асија Кимовски во Америка, кој од мотора ја изгуби ногата и пак вози мотор. Начи му. Да, начи му, На брат. зок обратно. Да, знам. Значи, поздрав голем до него, тој кога ќе дојде во Македонија секогаш вежба кај мене, на сите несреќи што ги доживеа, и сега и без нога е, и пак вежба, и пак е во форма, и насмејан и се. Значи, тој треба да биде пример за многу луѓе. Не само Значи, тој, голем знаеш, поздрав до Аца Кимовски, Точно. и тој ми е еден од првите учители за карате, затоа сум некако Да, поврзан да, со него. Тој ме учеше, ме носеше тумбекафе.
И тој првиот што ми велеше борба треба тренираш не катиот и катите немаш противник. И са јадев ќотек вистина, ама затоа па и научи. Рече ду не те удрам, ти нема да сфатиш дека треба да почнеш да се бориш, да научиш вистински. Значи голем поздрав до него. И голем поздрав до сите моторџи, без разлика македонци не во целиот свет. Да. И сега ќе кажеме на реклама што ја видов и цел живот ќе ја памтам. Значи реклама за мотори. Значи се работи за Yamaha мотор, не е битно фирмата која е, Так. генерално рекламата за мотор. Влегва негде 57-8 години човек во продавница, згрбен, кожна јакта, немаше така некој сако, побелен во косата, брчки, и одберва, и на време одберва, мотор мојот ова е, за тебе го зема мотор и почива да вози. И са рекламата, многу јако смислен. Вози, врви е на држава низ Америка, преспија во еден хотел, станува са валето, и сега во рекламата, таа е брза направена, ама јас ќе опишам кој што треба. Ја отвори вратата и сите се го очекуваат да излезе истиот, излево испраен, косата не му е побелена, брчките намалени и се качва на мотора, продолжа понатаму. Пак вози, помин во уште една држава, влегва во хотелот, другиот ден излезе уште поиспраен, кожна јакна, сакото го нема, опрема се качва и со уште поголема брзина замине, на време стигнува Калифорнија на плажата. Так, оди во соблекувалната за на плажа, се слеква, се гледа на огледало стомачни, мускули, Надинган топ. испрен, се гледа вака. Јас сум, не сум. И оди по плажата вака, се врта женските, го покажуват со прст, и тој само се врти на кај моторот. Еве го кој? Еве на порака за сите. Точно Значи, така, еден комплимент за сите моторџи. Па, Палjo, еве да испомниме колку луѓе паднаја со мотори, имаја повреди тешки, Аце Лимоно, знаеш колку повреди имаше, Палазе имаше повреда. Ред други, и ден денес ве човек, видите од Скопје да не премове цел шипки нареде. Љубовта кон моторите, мислам, не завршва, не умира. Точно тоа е тоа рекламата што ја кажуваш ти. Тоа сега да кажам и сега да се навратиме моцен на сервисите. Значи, колку тешко беше тоаш, во тоа време ти да најдеш некој најосновно нешто, ти мени плочки на кошниците, сајла ти мени да ти го штелува. Акумулаторо не знаевме кај се Немавме наоѓа. ништо, бе, ништо. Ништо, значи, да ми кажеш нешто за тие работи, и ти пак имаше најбај мотори, што мотори твоите беа купвани одигла нови, нови, значи мора да се сервисират на одредена километража. Точно. И кажи ми са како се мачеше со тој проблем? Па, Палjo, вака, значи, проблем вистина беше сервис да направиш, немаше тука. Апсолутно, мислам, поим за тие работи. Прво што најдовме баже беше од Америка, најде во Сулум беше еден Антонис. Се сеќаваш ти на него. Мене ме носел ти јас талент за англиски, мал знаев да му преведам. Збораше ти англиски со него, комуницираше многу добро, одовме и беше тој, ни ги одржуваше долго време моторите кај И Антонис. тоа време се чудевме, на поклава мотори се крива на Да, хидравлика. го креваше на хидрулика. Или излезете надвор. Да, излегва и ти вели за си 2-3 кафе. сати дојде едно друго. Се враќаш моторот, скоро друго работи човек, спие мотор. Тој не беше прав. А морам еднаш да го спомнам, беше еден колега твој билдер, со кумито морам да го спомнам, во Солунка истиот Антонис, го најдувам еден билдери, со едно Порше, иди човек го купва дело, едно друго, паѓаме на Муамет, јас вели ево една визит карта ако сакате, јас сум од Чачак, сервисер Станковиќ, како Станковиќ Драган. Драган, мислам, билдер беше познат во Југославија. И со кумито се мислим, ајде дојме во Чачак, дај да видиме човек. Поздрав и до кумито, до Ризари Бале кумито, Кумито, мора да се како се поминавме Бугарија со него, Да, и до син му поздрав и едни и други. Точно, до децата и тие До возат децата, мотори, тие возат кумито ми е девер, мора да си го поздравам. И до Вучијако син му поздрав и до Вучијако и тој се вози мотор. Да, точно. И ти викам со кумито, имаше проблем со моторот, не му примаше околу карбурацијата, нешто, одиме во Чачак, ги носиме моторите, стигнавме приквечер, човекот многу коректен, вели, оставите ги моторите, имате хотел тука, легнете, спите, утре сабајле кај 10 сато, елате, готово. Одиме во 10 сато, моторите изваени пред гаража, мислиме, ово е ништо, нема ни чепнато. Дојдовте, да, мој ли ме дојдовте? Ми вели, еве го, клучот твој, Кавасакито твој беше 100 коњи, пошто знаеш ти, ако беа моторите за Германија, беа ограничени на 100 коњи. Да. Тому беше некој репер, но 100 коњи не смееше. Не смееше поќе. Сега има и по 200. Да, сега мислам ги направат 200 коњи. И ми Мојот вели, 110. моторот ти беше 100 коњи, сега ти е оригинал 138 коњи. Тогаш беше, мислам, 138 беше нешто чудо. Нешто да се нема Еве го клучо пробај го. Се качвам на моторот 100 коњи до 138, мислам разлика не е нормална. огромно. Не можам да вервам на очите. Кумито се качва, го проба.
Второ рековме човекот што направи да не му баеш овер, што направи. Се чудиме и од тогаш вервај од кантони сите се префрливме, почнавме кај него, значи години одевме сите кај кај него, не само од Битола, него и од Скопје, од Прилеп, од сегде ги препорачавме, почнавме кај него. Значи, рачунај се ти палиш моторот, Битол одиш во Чачак на еден сервис, немаше тие бе условите, па ли знаеш како беше. Но јас си останав истиот. Мене дуко не ми се смена. Гледам во Куманово некој носел справи од Германија некој интересни, па имал нешто таму. Точно. Палење моторо јас, самиот, так Кај Куманово, него? на другиот крај на Македонија, 200 км. Му се јавив по телефон, по 2 сати, му велам тука сум, дај да видиме ше. Како бе тука? Дојдов одма. Во денешто време, кој пред така екзибиција? Дај да видам, справите едно друго, со мотор си дава и пак ќе бегаш назад со мотор, со што ќе бегам со авион. Зедов, си седнавме, си јадовме на мотор назад. Така се прави, истата работа, точно. Исто и ние, тој викам, седиш, гледам километрите на сато, колко е, дај бе на сервис одам, палиш моторо, обично одев ми до Белград, од Белград после Чачак, зборо ми е, значи, тешко беше за тие работи за држава. Кој оди сега, например, до Бугарија, Златни Песоци со мотор, Или сега, да, 1000 километри, сега, еве, сега, дечките, мислам да ги поздравиме сите што возат мотори, мислам, еве, и дружбата ја се гледам. Решителноста му ја нема, она, Ја нема. емоционерноста му ја нема. Точно, ама и... Возбудата за авантури му Да, нема. за авантури, ние... Јас се сеќам, сам има одено, бе, го запалив моторо, на фудбал Белград, Звезда во Водина да гледам, човек, мислам, банална работа. Лани направив летото 7000 километри само Грција. Да. Секоја сабота од граница до морето сати 35 минути. Да. Ој Оди, си скапи се врати. Грци ме научија таму, дај кациките моторо, кај нас ќе спиеш, 10 евра ми земе, ми носе јадење на плажа во Парелија и самиот. Или некој не иде. Шо? Самиот ќе си оди. Така. И сега, еве, јас и друго гледам, нешто малце ми е несватливо, кај ма сега да видиш ти пример 15-20 мотори кои ние што се вере. Гледам сите, еден мотор, двајца преку сила, тој Нотариуционерноста нема. ја нема и дружбата, знаеш што ја нема. Мисли треба да лежи цело време на широк сока како нека сигурност му е. Са ние кога бевме во Скопје на таа на трка што беше сега во Волково, Так. бевме 7 мотори негде така од прилика. И сега се враќаме, на враќање секој си уморен така. Застане семафорни кренија кацигата, јас си пеам. Ме гледа тоа. Шо? Тралала, нешто пралали. Колку имавме пееме, ќе извадиме кацигата, пеевме, шо не прави? Операта која пее во градишто О соле мио, O sole mio, che bella amore. Макфест, не знам шо. Каде ти? Еве се ближи крај на емисијата. Така. Значи ова за моторите мора уште една да се направи. Ќе направиме пале која сака. Мора уште една да направиме, ние да бевме старата генерација, ма да викнеме некој уште постара и трет гостин да викнеме еден од поновата генерација. Ќе собереме, ќе укомпоноваме на... Ќе укомпоноваме, значи ти постара генерација, например Дори некој, Ќе најдеме, да, и уште еден од и новата. од новата генерација. Ќе направиме, нема И ќе проблем. направиме уште едно, ти стварно не стига. Еве, при крај сме со емисијата, ми јавуваат од режијата, шо е патичината, ај се здај смес. Ај, твоите гледам, леско, но... Сите ми биват чорапатика. Чорапатика, ова чевел патика. Чел патика. Имаш и многу други авантури, ама безобразни бе, немој ме ти кажам. Морам да спомнам да е дали- дозволена еротиката, има да Еротиката. спомнам 1001 ној. Дали се сеќава со Пендра колку мана само владе мено погла кога бевме во Грција. То нема. Така, значи поздрав до сите гледачи на Битола, на Прилеп, на Демихисар, Кичево и сегде кај што не гледат. Значи и Охрид, широм Македонија. Во Австралија сите. Оти таму има најпоќе моторџима, од сите во овие што Австралија има сме. најпаќе моторџи, поздрав до АЦ Акимовски во Америка, до АЦ Лимоно во Австралија, поздрав до Гањо Славе, Славе во Гањо, Австралија, да го Моцо. поздравиме, Моцо, поздрав до Моцо. И има многу, не може да се Лазе. сетам, до Лазе, Комината поздрав, да, Комина го вика, оти вино изда Комина пиеше. Си беше медаклија за јадење. Значи поздрав до сите што не гледат на YouTube, специјален поздрав до сите македонци во Америка, ми замерија дека слабо ја спомнувам Америка. И до сегде низ Европа, кај што има македонци, битолчани, значи сите тие си се наши. Поздрав до сите. Ова беше 16-то издание на Ток Шоу Паљо. Бидете така, ќе продолжи понатаму бескрајно. Да.
Како ще вето нема муцките серии. Точно така. Или ко ще вели VIP за секогаш. За секогаш. Един динар минутата. За увек. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.